Поинтересно ми е свое нешто да бркам него да работам за некој друг. Понудија да инвестираат во моја идеја. Сака да инвестираат 500.000 евра, ги одбивме и буквално не помина недела дена, се деси маркет краш. Ние имавме исто така период, кај што 12 месеци 1 евро не успеавме да добиеме. Како стигнавте до тоа дека ќе регистрирате баш во Литванија? Треба овој подкаст да трае едно 4 сати да раскажам све. Здраво на сите и добре дојдовте во најновата епизода од Стартап револуција. Подкастот на Стартап Клуб Скопје во кој што без филтер зборуваме за предприемачките приказни. Денеска навлегуваме во светот на крипто. Зборуваме за платформата Вели, која што помага во делот на инвестирање на криптовалути и дава и на финансиски совети, како и следење на портфолијата на нивните корисници. Во 2022 година е основана платформата, а веќе во 2024 има приходи од над 450.000 евра. Со мене денес е основачот на Вели, Стеван Радоњанин. Добре дојде во Стартап револуција, Стеван. Боле ве најдов. Како си? Како се чувствуваш? Одлично. Возбуден дека прв пат у живот имам прилика да зборам на македонски во едно официјално шоу, така да многу ми е интересно. Многу ми е мило, ти благодарам многу што одвои време да бидеш дел од оваа епизода. Не знам какав период си во Македонија, ама ми најавија дека наскоро ќе патуваш и за Италија. Колку време беше периодот во Македонија? 3-4 дена, предходно некоја конференција во Атина и сега Италија, Љубљана, Белград, така. Супер, значи движиш низ цела Европа во последниот период. Она што е интересно за тебе е ти си по потекло во Македонија, но израснал си во Нови Сад, а понатаму твоето образование го продолжуваш во Австрија, во Виена, долг период, и тоа е некако значајно за твоето искуство. Твојата позадина е во делот на финансии. И баш ме интересира како стигна до таму, што те доведе до таа одлука, што ти беше интересот еве во средношколските денови, па за да се одлучиш понатаму да студираш во делот на економија и финансии. Да почнам цела животна приказка од Македонија или само за факултетите? Може накратко да ни оддоловиш и твојата животна приказна. Мене баш ме интересира. Океј. Па ја како многу мало бебе се преселив, тоест моите родители се преселија во Нови Сад. Татко ми добил работа на градежен факултет во Нови Сад. Така да немам многу искуство со живење во Македонија, така да excuse my French, ако ги жалам вашите гледачи, ако што мора да го слушаат ова многу споро зборење, али окей, после не знам, средно школа, факултет завршив во Нови Сад, економски, после тоа сакав да направам мал одскок, така се запишав на мастер од квантитетивни финансии во Виена и таму живеев едно 10 години. Што ме праша, зошто запишав тоа или да, како? зошто баш економски, зошто баш во делот на финансии? И да, тоа претходно ме праша за тоа таксисто, да ти кажам. Да, кога се запишав на економски, се запишав за да не идам на факултет кај што татко ми предава, за да кажат луѓето демек он му помогнал, или тоа мајка ми е адвокат, нејзина струка, него нешто кај што можам сам нешто да направам. Се запишав на економски и прв ден се возам со такси и таксистот ми вика: "О, економски честито, и ја завршив економски." И тоа беше први. Тие се најинтересните начи разговори со таксистите. И тогаш е моментот кај што сваќаш дали јас ќе бидам таксист во животот. Па за тоа и запишав мастер надвор и супер одлука направив. После тоа влегов во банкарство, после тоа крипто и така понатаму. Да, долго време се задржа некако во банкарскиот сектор и после тоа преминуваш да работиш во Bitpanda. Таму си 2 години. Што се случува во моментот кога доаѓаш во Bitpanda? Таму си на позиција што е бизнес девелопмент. Како се случи таа можност и во која фаза е Bitpanda тогаш во моментот? Тие мислам дека веќе беа стартап, тогаш и беа мал бун, па денеска се компанија која што имаат голем број на вработени и клиенти. Така е. Сега се официјален спонзор, мислам на AC Милан и така некои фудбалски клубови, и Байер Минхен и онака голема зверка.
Како дојдов до Bitpanda, па кога работев во банката, немаше премногу криптофирми во тој момент. Bitpanda беше единствена во Виена што работеше со крипто. Ја разбрав во тој момент дека се случува една финансиска револуција и дека 2018 година, 2017 тој период? Па ја во 2017 почнав да инвестирам, да мајнувам крипто, да зборам со колегите за тоа и почнав да барам работа во таа индустрија и аплицирав, значи гледав некој оглас што ќе биде за тоа што мене ме интересира. И ова бизнес девелопмент беше прв кој што беше интересна позиција кај што разноразни проекти можеш да правиш, разноразни теми да покриваш и така. Аплицирав, го добив тоа и кога дојдов беше, навистина мала фирма, мислам меѓу први 50 луѓе бев, сега се над 1000 и така. Дали уште имаш другарство од таа компанија? Дали уште сте во контакт, дали соработувате на некој начин во моментов? Имам другарства, некои луѓе што работеа во Bitpanda, после ја кога отидов во една друга криптофирма, ја ги земав со мене, им бев шеф, така имам, со некој нив се и дружа малце. Еден од нив ми е дури и како ментор. Он направи многу озбилен бизнис после Bitpanda, не знам, во време на корона заработи, не знам, 500 милиони евра, така нешто. Така имам со некои луѓе дури што работат или работеа во Bitpanda, после некако сите луѓе што работеа во Bitpanda, едни други се викаат панди. И као сите екс-панди, некако си сме добри. Например, еден дечко отиде во Дубај, работеше за една криптофирма, која зборевме, не го познав, значи ја работев во Bitpanda пред него, али лесно се разбравме, направивме соработка и така, само што двајцата работевме таму. Супер, сакам да се навратам на ништо што го напомена, а тоа е првиот пат кога си почнал да се интересираш за криптовалутите и инвестирањето. А тоа е можеби некој период пред да дојдеш во Bitpanda. Како започна тој интерес за тебе? Кои беа првите информации кои што стигна? Како истражуваше, дознаваше за криптовалутите и што ќе биде следно? Дали имаше некој кој што можеби те воведе во тоа? Искрено во тој момент немаше некои многу репутабилни онакви ресурси за крипто. YouTube, Google, зборење со колеги, така. Во тој момент нешто се обидовме да купивме оние машини. Ја викам, ја прежев баба ми. Ставив кај баба ми и многу жешко која ќе ги уклучиш тие машини. Не знае премногу што правам, малце по малце, како учев, како истражував, навлегов во тоа. Се има еден куп ресурси, дури на нашата платформа има education part, кај што може да се учи, советници знаат да го воведат клиентот во крипто и така. Супер. За сите што не слушаат, не извинат ако има доста англицизми, но ова е област каде што неминовно е да го користиме некои термини, така што се надевам дека ќе не следат во тој дел. Доколку некој прв пат сега се запознава со криптовалутите и општо целиот систем на блокчейн, што е првото нешто што можеби треба да го истражи, за кое што треба да се информира? Ја припремам еден курс, така да може една курса да дојат, а може и, па што знам, има поише подкаст, вебинари што ги организиравме, има курсеви, например, на Udemy платформа, кои што покриваат све од А до Ш, има на Coursera, има сега стварно и кај да свртите, да напишете нешто за крипто, ќе разберете. Ке да знаеме, значи нешто. Добро. Првата твоја инвестиција во крипто, кога си ја направил? Па така 2017-та, мајнувавме крипто. Се вика на македонски мајнувавме? Не. Како, размена? Не, we were mining crypto. Добро. Рударевме крипто. Да, рударевме. Добро.
Тогаш рударев Zcash, што беше некоја криптовалута и со месеци рударевме и после тоа ја делистира од таа менувачница кај што стававме и на крај менувачница ги собра тие криптовалути што со месеци мајнувавме, така да тоа не беше сјајно искуство, али после тоа имав доста успеси со инвестирање. Кога збориме тој дел на рударење, што се опфаќа? Што се следиш во тој процес? Порано тоа беше попопуларно, додека сега да не идам многу за ваши слушатели во крипто, али имаше proof of work, а се proof of stake, некои механизми како се потврдуваат трансакции и порано сите ги поземува своите тие машини како компјутери за рударење и они потврдуваат трансакции например на биткоин блокчейн. Сега повеќето криптовалути преминаа на proof of stake, кај што нема рударење, него само ќе ги практично заложиш своите криптовалути и така се потврдуваат. Така да, не знам дали одговорив што ме праша. Да, прашањето ми беше повеќе од како се одвива тој процес и што следиш кога го зборуваме моментот на рударење во криптовалутите. Се мисля така што се следат. Па што следиш? Следиш колку е трошок на рударење и колку можеш да заработиш. Трошокот е струја, гледаш дали во некои моменти е исплатливо да се рудари, во некои не. Така зависи колку се цените на криптото, колку луѓе рударат, така има доста ствари. Супер. Накратко зборувавме за Bitpanda, понатаму продолжуваш во друга компанија со твојата кариера во однос на крипто. Cryptomant беше следната компанија, каде што исто така си 2 години. Тоа е интересно, 2 години се задржуваш во двете фирми. Кога беше моментот кога сфати дека треба да направиш еден исчекор, бидејќи од човек кој што работи од бизнес девелопмент, одиш како head of business development во новата компанија, каде што продолжуваш. Чувствуваше момент дека треба да се предизвикаш повторно? Заправо тоа не се вика заправо на македонски. Тоа не беше само моја одлука, значи ја кога работев за Bitpanda во тек на корона, дојдов во Србија и почнав со еден другар Airbnb бизнис и го расширивме на некаде 40 апартмани, Нови Сад, Белград, Врњачка Бања и така понатаму. И во Bitpanda дојде некоја шефица што беше поприлично ужасна и имавме анонимна анкета. Сега I know better дека анонимните анкети не се анонимни. Така да ја каже се што мислев за неа и утре ден ми се јави HR да каже да се растанем. Така да тоа не беше сјајно. Како престанав со нив да работам, така овие од Криптомат, они ме следеа, се запознавме на некои конференции и што видеа дека сум free agent, ме онака скаутира, ми кажа ајде да работиш кај нас. Ја кажав, окей, имам овој Airbnb бизнис, се занимавам со тоа, демек не планирам. И они, ајде, само, например, пола работно време ваму таму. И како тргна корона, некако тој Airbnb бизнисот луѓето не можеа да патуваат, да излегуваат од своји земји. И кажав, окей, они ме поканија full time да почнам и така некако продолжив кај нив. Супер. Како ти беше искуството таму, сега како head of business development? Имаш некои поголеми одговорности, водеше сега поголем тим? Па водев ја голем тим и во Bitpanda. Пред да дојде таа, ја го водев цел бизнес девелопмент и после institutional sales и така. Во Cryptomat, бев head of business development, али ја водев 3 тима. И business development, и business intelligence, и referral marketing. Така да и беше поголема одговорност, поише како кажам, поише импакт. Поголемо влијание има тоа што си го работел.
Како директно? Беше доста интересно искуство, работев доста близко со фаундерите и разноразни ствари направивме, така да беше интересно. Супер. 2 години си таму и потоа почнува и приказната со Вели. Зашто се вика Вели? Од каде името Вели? Че прво да кажам зошто се одлучив, можеби не им кажав на founders на Криптомат. Додуше не знам дали ќе слушаат македонски подкаст, али кога доаѓав во фирмата, зборевме да ми дадат удел во фирма. I wanted some upside. И тоа беше единствено што ми беше интересно, инаку немаше да работам за друг. И кажа, окей, ќе ја даеме, и после тоа, демек, припремаме некој како option plan за сите вработени, ваму таму, ово, и ја разбрав дека нема тоа да се случи така како што ја замислив, и во тој момент ме имаше контактирано еден инвестицијски фонд од Германија, и ми понудија да инвестираат во моја идеја. Сака да инвестираат 500.000 евра за 30% фирма. Ја во тој момент разбрав, окей, поинтересно ми е свое нешто да бркам него да работам за некој друг. На тој фонд им се допадна идејата, имав неколку круга со посениорни луѓе таму, со бордот и така. И се понудија да вложат. Во тој момент се запознав со мојот кофаундер Марко и се одлучивме да go all in во тој бизнис. Инвестиравме лични пари што имаме заштедено предходно и на крај ја одбивме инвестицијата од тој инвестицијски фонд. Стварно. Значи, кога ти побара удел да имаш во компанијата, ти уште веќе беа ќе размислиме, ќе имаме некои преговори за тој дел. Значи, ти не го доби уделот во Криптомат. Они на крај ми дадоа некои како опции, али опции и акции не се исто. Опции се вредноста денес и вредноста утре кога ќе се продава фирмата или што е да е, разлика помеѓу тие две цени, тоа практично го добиваш. А акција е дури и сеа колку е вредноста, целата вредност на таа акција ја добиваш. Така некако не знам, не ми беше интересна оваа варијанта. Ме праша за името на Вели. Ќе се навратиме и зашто одбивте инвестицијата, тоа ќе го зборниме, ама ме интересира името, бидејќи не е ништо поврзано со него, има на пример крипто во самото име, тука е Вели. Така е. Ние сакавме прво нешто пократко, поинтересно за луѓето што може да го изговорат. После свативме дека на наш јазик се вика Вели, али на германски го викаат Фели, на англиски Вилај, на не знам, уште некои јазици различно, али нема врска. Вели ни дојде од како wealthy, value, така некои англиски зборови со богатство, со тако нешто како кратеница. Како се случува тој момент на брейнсторминг за името? Бевме во тој момент тројца, седнавме, испишавме се живо и диво, имаше многу опции, али оваа некако на сите ни се допана. Значи, ја запамтивте. Добро, сега се враќаме на зашто ја одбивте инвестицијата. Значи, вие заложувате ваш личен капитал и средства за да ја отпочнете. Моментално, иницијално е регистрирана во Нови Сад, Вели? Не, во Литванија. Во Литванија? Добро. Интересно, таа одлука како стигнавте до тоа дека ќе регистрирате баш во Литванија? Треба овој подкаст да трае едно 4 сати да раскажам све. Па во Литванија, дека е крипто-френдли земја, во тој момент беше лесно да се добие лиценца за крипто, има добри порези, има доста крипто-френдли банки, имаше поише причини. Значи тие беа бенефитите за стикално. Добро. Инвестиција, зошто одбивме? Па во тој момент беше многу common, често да се резува капитал за криптофирми кроз токен. Например, во Bitpanda, ја и мојот тим водевме
fundraising со Bitpanda токен, резувавме 44 милиони. И разбравме дека во тој момент кога ние почнувавме, кога тој фонд ни нудеше да инвестира во нас, беше пик на bull маркетот, односно највисока цена на биткоин во тој момент. И сите беа многу хайпт за крипто, сите многу лесно резува капитал со токени. Дури некои така игри што ја никогаш не би ги играл, милионски суми имаат подигано. И ние као, окей, имам искуство со тоа, ќе резуваме поголема цифра, некоја милионска со токен, нема проблем. И не кефме да даеме 30% од фирма во толку рана фаза. Дека тоа разбирам некој што нема врска, што прави, па они ќе му помогнат и така. Али сметавате дека го имате искуството за. Да, али ние имавме искуство, мојот кофаундер, ова му е втор, трет стартап, така не ни требаше толку помош. Ги одбивме и буквално не помина недела дена се деси market crash. Она платформа FTX пропадна. Крипто крешна, не знам колку посто. Никој више не кеше да инвестира во крипто компании, така да идните 2 години беше катастрофа. Како се почувствувавте тогаш? Имавте некој митинг сите што бевте во тимот да го разговарате? Тој момент беше сигурно нека обесхрабрување, можеби. Во тој момент уште зборевме со тој VC фонд и мислам не им кажавме се зесавме као ако може сепак да инвестирате, али онака зборевме со различни да видиме каква е ситуација, што како ќе може, и разбравме дека одеднаш сите дигна руки од крипто. И секојаш кога ќе има краш на маркетот, а тоа е секој отприлика имаш 2 години раст, 2 години пад, така да секојаш кога ќе се случи тако нешто, едноставно по-конзервативни се инвестицијските фондови и во тој момент е онака потешко. Јасно. А може да повели, доврши. Кратко само за тој период беше ужасен. Значи прво Марко и ја доста наши пари инвестиравме. Ги истрошивме сите резерви, успеавме до некаде да дојдеме дел од продуктот да направиме, али за да завршиш ти треба поише пари. Во тој период иде в конференции Дубај, ваму, таму, демек викам, окей, ако некаде се парите, таму се на Middle East, идам, зборам со луѓе и они викаат, да бе, ја минатата година инвестирав, нешто малце тука во еден стартап, едно 3 милиони ставив. Ја викам, окей, дајте ни на нас 300.000, дајте 100.000. Абе, неам, сега нема куче, зашто да ме касне. Онака, викам, окей. Така да имавме толку некои разговори во тој период, да катастрофа беше. Ќе збориш со некој, ќе ти каже на првиот состанок, да, сакам да инвестирам во вас како фирма. Следниот состанок, ја сакам да ви продадам некои услуги, па као ќе видиме за инвестиција. Значи, многу стресен период беше, али успеавме да издржавме и направивме и продукт, и почна и корисници, и ревенју, и така понатаму. Драго, доколку... Пауза. Време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Не можам и да замислам. Тоа е првото нешто, пошто верувам дека барало многу да бидеш издржлив во таков период кај што можеби се чувствуваш малку обесхрабрено. Особено на тоа што сте одбили инвестиција, па сега да почнуваме нешто каде што треба повторно да инвестирате на ваши пари. За оние кои што не слушаат моментално, може ли накратко да ги објасниме функционалностите на Вели и како функционира? Значи постои како веб платформа и постои како апликација која што може да се преземи на App Store. Како функционира, пошто го градиш нели својот профил таму, имаш што можност, тоа што го спомнав, има дел за едукација, добиваш и како финансиски советник во рамки на платформата кој што ти помага со инвестирањето во крипто, како да чекурите. Ние иницијално кога почнавме, направивме мобилна апликација, дека видовме на крипто маркетот дека
све што правиш треба сам да направиш и повеќето луѓе не знаат што прават. Значи имаш некои искусни професионални инвеститори, трейдери што онака добро поминуваат, ги знаат тие були циклуси, да, им тие што кажав bully bear market cycles. И инвестираат кога цените се ниски, кога се високи продаваат и така секој циклус, а тие новите што навлагаат, што не знаат што прават, они ќе купат кога цените се веќе високи, кога ќе падне ќе продаат со 70-80% губиток и ние сакавме да го решиме тој проблем. Направивме мобилна апликација кај што имаш еден прашалник, ќе пополниш колку пари сакаш да заработиш, колку пари сакаш да инвестираш сега, колку секој месец, во тек на идните X години, колку ризик си спремен да поднесеш и ќе добиеш некои стратегии како да инвестираш. Ние имавме направено стратегии, значи покрај индивидуални криптовалути да можеш да вложиш во стратегија кај што одеднаш вложуваш во 10 различни криптовалути, да кажам. И тоа се ребалансира секој месец и така понатаму. И тргнавме со тоа, меѓутоа разбравме дека има доста конкуренција во тој маркет, фирми како Bitpanda што резувале стотини милиони и дека треба да се насочиме некаде кај што имаме edge. И во тој момент добивме како инвеститори една инвестициони фонд од Словенија и нивните собственици имаат најголема wealth management компанија во Словенија. И они ни кажаа, дечки, супер е ова што го направивте, али нас ни треба платформа кај што ние за своји клиенти ќе менаџираме крипто. И тогаш кажавме, окей, ајде, не ни е проблем, кога направивме апликација можеме и веб платформа. Направивме практично веб платформа кај што финансиски советници можат да видат сите своји клиенти и за нив да менаџираат крипто. Значи, енд клиентот, он ќе си се логира во мобилната апликација, ќе даде пасош, ќе се верифицира и кога ќе стаи пари на платформата, финансискиот советник преку веб платформа може да види колку пари овој вложил, тоест депозитирал и после за него да инвестира и така понатаму. Добро, но приказот што го добиваат финансиските советници е различно од тоа што корисникот го гледа? Крајниот корисник? Да и не, мислам различен е во смисла дека финансискиот советник може да види за сите своји клиенти и избирно и поединечно, а клиентот може само за себе да види својот портфолио како се движи. И моментално има околу 2000 корисници на Вели. Како стигнувате до тие луѓе? Дали имате некоја стратегија како им приоѓате или повеќе тоа доаѓаше преку препораките и финансиските советници кои што имаа потреба од платформата? Како се тоа тој момент? Значи, кога сменивме бизнис моделот од B2C на B2B или B2B2C, почнавме да правиме соработки со финансиски советници и они почнаа своите клиенти да ги носат на нашата платформа. Така да тоа беше клучно за моменталните така да ајде некаде 20 на 30 на финансиски советници ги донесоа своите 2000 клиенти и сега таму менаџираат за нив крипто. Дали имате цел за до колку корисници сакате да стигнете? Како дали? Дали имате цел до колку корисници сакате да стигнете до крајот на до infinite amount? Мислам како некој майлстон кај што би биле супер задоволни, пошто ова е баш почеток сега, моментално. Па мислам дека ниеден стартап не вика, окей, ако стигнам до толку клиенти, I'm done, mic drop и као си идам си пакувам куфери. Не, немаме таков некој цел. Сега во последно време многу промени се случуваат на пазарот. Откако Трамп стана председател, многу банки се интересираат за крипто и сакаат да навлезат. И имавме поише контакти од банки,
од фирми што се работуваат со банки и сакаат да направат како white label на нашата платформа и да интегрираат тоа во неколку банки. Така да мислам тука дека можеме еден куп, не знам дали е тоа добар збор, доста луѓе да добиеме кроз такви соработки. Еден куп. Многу. Окей. Да, супер. Да, без грижа, мислам дури да употребиш збор кој што можеби не е чисто македонски фирма, дека ќе разберат нива да ни замерат. Долу во subtitles ќе го смениме. Како тако. Супер, значи сега се случува некоја ново движење каде што банките се повеќе отворени да влезат во можеби крипто светот. Иако сега моментално не се најголемите посредници во однос на правењето на трансакции, а блокчейн технологијата некако овозможуваше тој процес да биде малку убрзан и да нема таа зависност од измеѓу тој посредник при вршењето на трансакции. Тоа отвара нови можности за вас. Исто тоа сметам дека и расте тимот и одговорностите и тоа понатаму што сакате да го постигнете. Вие во моментот затворите една инвестицијска рунда, неколку тикети, може да не го доловиш тој процес како започна? Од каде да почнеме? Да. Ако читаш некаде за фандрейзинг, ќе ти кажат фандрейзинг е процес со почеток и крај, али демек 2 месеци само со тоа се занимаваш, ќе припремиш сите документи, ќе припремиш рунда, ќе збориш со VC фондови и ќе затвориш и после тоа подпишување уговори, префрлање пари и така. Во реалност, фандрейзинг е continuous процес кој што од почеток на бизнисот до сега го правиме и верувам дека така за 90% од стартапи. На почеток имавме family and friends кои што вложија пари, после тоа имавме неколку настани со ангели кај што презентиравме нашата компанија. Прво дигнавме инвестиција од српските ангели, DSI Angels, после тоа босанските, како се вика, F787, после тоа во Македонија Zephyr Angels и после тоа дигнавме инвестиција, тоест претходно од тој фонд што кажав од Словенија дигнавме. И сега последна инвестиција беше од Omorica Ventures. Тоа е еден нов фонд од Србија што минатата година почна со работа и ние бевме прва инвестиција. Така да ете баш деновиве PR беше во весници за таа инвестиција. Така да со тоа ја затворивме ова pre-seed рунда на финансирање. И годинава планираме seed рунда да направиме. Бидејќи направивме некои добри ствари, значи ревенју оваа година приходи 450.000 евра, како што кажа. И тоа им е интересно на инвестицијските фондови. Сега баш бев во Атина, таму зборев со неколку фондови и сите им е интересно за инвестирање. Плюс влеговме во Catapult акцелератор, што е еден акцелератор во Србија, кој што дуплира што и да прикупиш од инвеститори до 300.000 евра, они ти мечираат и практично го дуплираат тој износ. Супер. Од сево оваш него долови моментално колкава е вредноста која што беше инвестирана во Вели со сите овие рунди? Па до сега имавме еден грант што добивме, 120.000 евра и имавме резувано од инвеститори 550.000 евра до сега. Имаме commitments за едната рунда од постоечките ангели, VC фондови и така понатаму. Колкав дел од уделот моментално не е веќе во вашето сопствеништво сите овие рунди? И како одеа тие преговори за да го одлучите тој момент? Уделот што не е во наше сопствеништво е 0. Дека повеќето, тоест не повеќето, сите инвеститори има инвестирано кроз convertible loan или кроз SAFE agreement, simple agreement for future equity. Тоа е нешто што е многу често во последно време да се инвестира кроз тие инструменти, бидејќи ако некој инвестира во equity,
има доста бирократски ствари што треба да се направат. Да се иде кај нотар, да се менуваат удели, да ова, да она. И така, и стартапи се ризична инвестиција и во раните рунди, како pre-seed, seed, обично се иде кроз овако нешто, дека е доволно да се потпише, да ти префрлат пари и you're done. И после, кога ќе биде, се вика тоа, priced рунда, кај што се става одредена валуација и се конвертира во equity, тогаш има можеш да го имат повраток на тие средства. Така е, во тој момент може да се конвертираат и тогаш добиваат удели. Супер. Мислам дека убаво ова што го објаснивме за оние кои што моментално се наоѓаат во оваа фаза или пак се интересирале за како се одвиваат тие инвестициски рунди кога сте веќе во pre-seed или seed фаза. Колку моментално членови има во тимот на Вили? Моментално сме негде 15-16 луѓе. Од што некаде можеби 6-7 се full time, останатите се како contractors, програмери што некои си работат во некоја друга фирма, па од страна за нас ги користиме колку треба и така. Така да тоа е headcount. Имате негде физички канцеларии каде што дајат луѓето што се full time или работат ремоут? Како е таа структура кај вас? За сега сме уште ремоут, али интересно дека прашате, дека баш деновиве работиме на тоа да направиме канцеларија. Со еден другар од Белград имаме еден office space што он сака да го прави во coworking space и еден цел кат да ни даде на нас. Така за едно 2-3 месеци кога ќе се среди тоа ќе имаме канцеларија. Искрено многу се радувам дека 3 години кога работиш сам со себе, онака од дома, ти требаат луѓе и мислам дека ќе биде супер. Мислам дека е друга интеракцијата. Мислам тука во Стартап Клуб Скопје, просторот мислам каде што дел ни е студиото е coworking простор и оние стартапи кои што ни се во инкубаторската програма кои имаат овој простор на располагање иницијално да дојдат тука со тимот и да работат. Интересното нешто во инкубаторската програма е што си окружен со луѓе кои што основаат нешто заедно со тебе и го градат. Се различни тимови, интересна е компетитивноста помеѓу нив, како можеби разменуваат и знаење и искуства и мислам дека ќе биде за тебе многу убава промена сега во атмосфера кога ќе дојдеш во некој простор, особено кога што циркулираат луѓе доколку биде coworking. Добро е за моето ментално здравје. Апсолутно. И мислам дека добро што го спомена делот со менталното здравје, пошто тоа и сакав да прашам со тоа што се случувало во последните години со Вели, сите предизвици, еве и работата од дома и средината, како ти се соочуваш со некои такви предизвици? Дали имаш круг на луѓе кои што ти помагаат, дали се враќаш кон некои основачи со кои што имате, не знам, некои дружби или моменти кои што ти помагаат да бидеш помеѓу луѓе кои што го поминуваат можеби истото, бидејќи луѓето кои што се предприемачи некогаш знаат да се чувствуваат малку поизолирани пошто не секој го поминува тој процес. Кои се твоите механизми? Како ти се обкружуваш и со кои се обкружуваш? Имам искрено доста support механизми, мислам дека е тоа многу битно за млади предприемачи. Кога почнуваш, некако немаш толку доверба во себе. Значи, секој стартап фаундер да го прашаш има оној imposter syndrome, дека мисли дека он не знае, не може и така, и му треба некој малце to lift the spirits up, кога ќе дојдат тешки моменти, а секогаш ќе дојдат. Значи, дури кога све најдобро иде, пак има моменти кај што може нешто да ти го уништи стартапот и така. Неколку ствари. Едно се стартап организации. Например, во Србија ние сме дел на Tenderly гаража. Тоа е Tenderly еден успешен стартап што има резвувано, не знам, десетини милиони. И они направија како комјунити и организираат често некои настани и прават еден како стартап викенд, гаража офсайт, така го викаат, кај што можеш 2 дена со други стартапи да збориш, сте на некоја убава локација и споделувате што се случува кај вас. Ти проблем што го имаш, сигурно и некој друг стартап веќе го имал, така да добро се разбирате. Со мојот кофаундер и уште двајца основав како
ние го викаме Mastermind Group, кај што збориме исто не само за бизнис, него исто така и за некои лични теми. Така да, тоа, плюс имам завршено NLP и таа што ни беше предавач за NLP, со неа соработував и со уште една што е како коуч, што работевме заедно во банката. Така да, во некои тешки моменти они беа тука да позбориме, да еднаш ми текнува која упаднав во некоја фаза со денови онака нешто не идеше и седам у спална соба и работам така како манијак на компјутер и та другарката дојде и као окей, ова не може овака, можеш да излезеш да прошеташ. И ја викам, не, чекај, морам уште нешто да савршам. Не, имаш некој состанок сега? Немаш. Окей, излези. И излеговме и шетаме. И вика, окей, шетавме покрај Дунав на тоа шеталиште. И вика, окей, кажи ми што гледаш. Ја викам, еве луѓе онака шетаат кучиња, срекни, овој вози таму, оно и некој вейкборд, нешто тако. И вика она, добро, вика, како каже нешто, ја викам, ајде добро, да збрзаме па да идам дома. Вика она, не, само диши. И тогаш разбрав, окей, нема во таква состојба никогаш више да се доведам, така да, што мо сетам that I'm overworking myself, дека премногу работам, ќе направам пауза, ќе одспијам, ќе се вратам на некои здрави навики, така да, ета. За дека тоа е многу важно што го споделя моментално. Никогаш несвесно се доведуваме во такви ситуации и живееме во некоја брзо темпо на живот каде што секогаш ништо треба да се заврши, ништо се менува, секогаш има некои новошти и мора да бидеш на штрек за се што е околу тебе за да не пропуштиш ништо и да не се чувствуваш дека можеби си можел во моментот да изреагираш, но не си постапил никако во одредена ситуација, но забораваме никогаш да го живееме моментот, дека сме сега присутни. Мислам дека и на тоа сакала и тојата другарка да те потсети, да бидеш присутен во моментот, дека се може да почека, ништо не е побитно од ова што се случува околу нас сега. Го напомена Марко, како се запознате со Марко? Кој основачот на Вели? Па го спомнав тој другарот што ми е како ментор. Кога почнував дека он веќе имаше некој стартап претходно што го продаде, со него се поконсултирав и он ми кажа, треба да збориш со овој еден дечко. Зборев со него дека он е како и ангел инвеститор, али и имаше свој стартап во тој момент. Зборев дека во тој момент барав и некој како за маркетинг, а тој имаше своја маркетиншка агенција претходно и така. И му кажав дека барам и како технички директор, CTO. Што е моментално е улогата на Марко. Така е. И он кажа, нас само што ни пропадна еден стартап на американски пазар, они работеа нешто како за personal chef, за кувари, кои што доаѓаат кај тебе дома, готват нешто, имаше апликација и така. И не направи ништо со тоа. И меѓутоа, онака Марко беше free agent и тој дечко ми го препорача. Отидовме на пијачка, разбравме дека сме супер фит и почнавме да соработуваме. Супер, значи си започна никој поврзување. Така е. Со никој. Најверојатно никој препознал дека можеби делите исти вредности и дека ја имате истата енергија во тоа што сакате да го правите. Ми е интересно кај Марко, пошто како serial entrepreneur, можеби направил неколку работи што не успеале претходно и сега ова е уште едно поглавје во неговата кариера. Така. Искрено ова за вредности е премногу битно. Ја мислам дека се вика, да може да изгуглат луѓето 50 co-founder questions или така нешто, кај што баш одите, зборите и за некои планови, например, дали планираме да, не знам, направиме на брзина нешто да продадеме или планираме со ова да се занимаваме долгорочно. И исто така за вредности баш имавме една како се вика, состанок кај што зборевме за тоа и разбравме дека сме тука некаде по вредностите, мислам дека за тоа и добро успеавме да се сложиме.
Имавме уште неколку луѓе што се обидоа како co-founders да влезат во тек на времето, меѓутоа никој не обстана, некако не беше добар фит. Тој што го напомена е многу важно, дали го градите овој стартап со цел да направите екзит и понатаму да го продаете тоа и не го гледате на подол крок, тука е некоја пократка стаза, бидејќи тоа го одредува темпото на работата понатаму, како ќе се одвиваат активностите. И колку ќе се вложи секој од вас и која е неговата визија и цел понатаму. И мислам дека тие е многу важно да се поклопуваат за да има синергија во работата и за да има разбирање за зошто одредуваме ова да биде следната цел и како ќе постапиме кога сакаме тоа да го постигнеме. Јасно. Кога почнувавме, тоест уште пред да почнеме, план да почнувам свој стартап, направив уште пред X години на првиот ден на НЛП. Имавме make 5-year plan и ова што сега го правам, практично тоа беше планот, само што ја замислив во иднина онака некоја компанија со, не знам, 1000 вработени, со кај што идам со жена и деца, седат во публика, ја излагам на подиум и кажувам како поминавме годината, што се планови за една година и така. И таа визија некако ја имав уште пред доста време. И така да не ми беше идејата нешто да одма продавам. После тоа правевме уште една ствара, тоа беше како 10-year goal. И два пати го правев тоа. Првиот пат кога го направив како да сме продале фирмата и сега вложувам во некој стартап и така малце ги менторирам, консултирам некои фирми и таа цел ич не ме возбуди. Значи, ич не осетив како да меѓутоа, кога пак го правев тој 10-year plan, кажав, окей, ајде да пробам нешто друго. Гол ми е овој бизнис што го имам да е сега веќе во некоја стабилна фаза, да донесува доволно пари, а од страна да можеме да правиме некои нови проекти, производи, услуги и такви некои ствари како side things. И тоа баш ми беше интересно. Така да дали ќе се случи некој екзит во меѓувреме, нема, тоа е прашање. Обично кога идеш на имаш две можности. Една е да идеш како bootstrapped стартап, значи сам да избуткаш таа прва фаза и да после тоа не зависиш од никој и обично те води тоа да тераш колку сакаш, ако сакаш за секогаш тераш. Друга опција е овоа ние кај што тргнавме, а тоа е прво да добиеш инвестиции од ангели, VC фондови и така, и следна рунда и тие VC фондови очекуваат некој екзит. Сега дали и кога тоа ќе се деси е прашање, али ето. Супер што го објаснува дека навистина постојат две можности во тој дел. И сега зависи за која ќе се одлучите. Ова е многу интересно што го напомена со твојата визија. Јас исто така имам свој коучинг сесии во кој што зборувам во однос на каде се гледам и што ќе биде понатаму и што ќе биде мојот план, пошто мислам дека тие сесии помагаат некако да си ги поставиме прашањата кои што ни се потребни и да дадеме одговор на истите, да знаеме дека самите ја имаме моќта да превземеме нешто во однос на нашиот живот. Но она што е многу интересно кога зборуваше за твојата приказна, ме потсети дека кога бев уште во средно и кога не прашува што сакаме, каде се гледаме и каде сакаме да се развиваме, јас сум човек кој што волонтира од мои 14 години и некако сум во невладин сектор многу долго и тоа ми беше многу познато. Мислам, многу ја сакам таа атмосфера и затоа и ден денес сум во тие води, но секогаш сакав да видам дали може да постои NGO
организација, ама плюс да биде поврзана и со некој бизнис и тука да има некој хибрид на се што се случува. И моментално каде што работам, стартап клуб Скопје го возможува тоа и ми е многу мило, многу е чудно пошто никогаш не го гледав дека баш тоа ќе биде, само е некое чувство дека има потреба некоја таква форма. И како функционираме сега, ако имаш Среќа бар, ако имаш стартап клуб Скопје, кој што е неминовно да постојат заедно, бидејќи ни помагат доста во одржување на се што правиме тука со просторот. И чисто сакав да го напоменам тоа, бидејќи е нешто на кое што ме навради, а не сум размислувала на тоа долго време. Таа што фала ти многу. Што ме потсети на тоа. Визиите, do the work, онака многу луѓе викаат тоа прво треба да го замислиш и после тоа ќе се оствари и стварно тоа е некој закон на привлекување и стварно се случуваат ствари така. Точно, се согласувам. Што е следното нешто за Вели на наредниот период и можеби што ти носи патувањето во Италија? Ако не е одмор. Патувањето во Италија е апсолутно одмор. Yes. Жена ми се врати од крузер и идеме на скијање. Беше таму на Кариби, работеше 7 месеци и сега се врати у овие поладни краеви и се зажели скијање, така да идеме малце да поскијаме. Што се планови со Вели или? Па моментално работиме на еден многу интересен проект, Strategies via API. Бевме на конференција кај што други брокерски платформи ни кажа супер ви се овие инвестицијски стратегии, како ние можеме тоа да понудиме на своји клиенти. Така сега правиме еден API што може да се конектираат и практично многу лесно да понуда тоа на своји клиенти. И веќе имаме неколку фирми што се поголеми, некој има 1 милион, некој 1,5 милиони, 18 милиони од Азија и така, што сака да се интегрира, така да едва чекам да завршиме тоа, па да почнеме да ги интегрираме, тоа може да биде huge success. Работиме на direct indexing, кај што секој може да креира своја инвестицијска стратегија, значи било кој финансиски советник не мора нашите да ги користи, него ќе дојде, ќе каже, окей, сакам таа и таа методологија, сакам толку често да се ребалансира, не знам, monthly, quarterly, што и да е, сакам такви како се вика, fees, накнади да ставам. Надомест, може така, или колку треба да се наплати за тој да. Тоа е буквално да кликне и ќе му се креира цела стратегија. Може да види последни 5 години, 10 години како беше перформанс, графикон, статистики и така. Работиме исто со таа фирма на AI агент, кој што ти помогнува да донесуваш попаметни одлуки во инвестирање. И следен голем проект што ќе биде е ОВОАЗ со банките. Моментално имаме соработка со PwC, да интегрираме наши сервиси во неколку австријски банки, имаме една шпанска банка, имаме еден фонд што сака нашето решение да го понуди на швајцарски банки, така да ете, тоа ќе правиме. Многу можности. Го сакам многу стига. Фала многу. И со сите овие можности можеби ќе дојдат и нови луѓе во Вели. И прашањето е како, само накратко, како се одвива процесот на регрутација кога ќе доаѓаат луѓе кај вас. Што треба да носиш, можеби, како карактеристика за да бидеш дел од тимот на Вели? Мораш да носиш кошула и кравата. Не, па не знам, некако hiring мене секогаш ми беше некој како gut feeling. Обично ќе распишеме конкурс. Во Србија има она InfoStud платформа или на LinkedIn. Ќе ставиме оглас, ќе ги видиме кандидатите и обично Марко или јас правиме hiring. Он, нели, претходно имаше соработувано со доста програмери, така да има доста контакти, така да он поише така или препорака или со некој што порано соработува. Дали почесто се случува некој да дојде преку препорака или да аплицира преку отворен? Во тој техничкиот дел да, а во овој нетехничкиот микс. Со некои луѓе се познавам овака од порано,
некои луѓе, не знам, се еден од Холандија, тоест он е од Германија или холанѓанин, него го запознав на конференција во Праг, па го вработивме. Супер еден чичко, има 50 и кусор години, имаше своја фирма, некој риск менеджмент тул за банки и трейдинг фирми и ја продаде и бараше кажа, он која работеше тоа, му беше многу интересно дека беше една како револуција, дека од онака мануелно трейдање почна све електронски со компјутери и така и он беше во тоа. Вика сега се случува нова револуција кај што практично банки влагаат во крипто и сакам да сум дел во тоа и за тоа ми е интересно. Така да него така, некои преку конкурс вработивме и обично еве сега пред некој ден вработивме еден дечко баш почна. Правевме поише круга и со интервју и некои таскови им дадовме и така и на крај некој gut feeling така вработивме. Супер. А дали се случило некој до сега да го напушти тимот на Вели? Од вработените и како долго кога некој си оди од компанијата, пошто и тоа е многу важно како такво, само на кратко. Па се случило, да. Помалце луѓе сами отидоа, поише ние заменивме или доколку немаше више потреба за такво нешто дека сменивме смер, или ако не беа добар фит. И тоа обично беа кај што хайрингот не беше овака со proper hiring, со таскови, со она, дека така не утнуваме. Значи, така обично кога ќе вработиме некој стварно одличен кандидат ќе најдеме. Сега скоро еден млад дечко, Владимир, го вработивме, растура дечко. Претходно тие што така преку некоја препорака она не се покажуваат секогаш најдобро, така да во стартап оноа што немаш е време, дека секогаш гледаш колку пари имаш, колку време и сакаш да постигнеш некои ствари и ако некој не е фит, ако го држиш премногу долго, може да ти го загрози стартапот. Дали си добил некој корисен совет од некој фаундер што остана уште со тебе и чисто се навраќаш на него? Дали има нешто такво? Како мислиш што е останат со мене? Совет во однос на работата, може да биде од некој твој колега, од некој кој што може би доаѓа од твојот близок круг во однос на како да го водиш бизнисот или некој кој што е како мајндсет или нешто што ти е останало кај што се навраќаш на тоа. Има нешто такво? Сум добил многу корисни совети, али ајде еден што ми помогна ептен кога беше многу тешко. Беше од CEO на Tenderly. Имавме кроз Tenderly гаража како ментор-менти, значи поискусни фаундери беа ментори на овие понови фаундери. И имавме тој период, нели, кога идев в Дубај, ваму таму, така очајнички се обидувавме да собереме пари за да можеме да изградиме платформата. И он кажа, ние имавме исто така период кај што 12 месеци 1 евро не успеавме да добиеме. Со сите збориме, сите супер сте дечки и така, тоа ако не го слушнав милион пати, да ти Марко сте супер дечки, али као демек крипто ово она. И кажа што направи они во тој момент, зема како проекти од страна, како програмери, да можат да издржат, да имаат некој приход и од страна го развива овој стартап и кажа направи било што, само да покажеш продукт и некаква атракција, после тоа полесно ќе биде. И стварно престанавме очајнички да бараме пари, се сконцентриравме на ова со што побрзо, со што помали пари да направиме продукт. Кога тоа се случи, тргна една инвестиција, втора, трета и многу добро направивме како известување на инвеститори. Ги додадовме сите тие со кои зборевме претходно во една група во имейл и секои 2-3 месеци ќе им кажеме планираме тоа и тоа и после 2-3 месеци ќе кажеме окей, направивме тоа, а план за идните 2-3 месеци е тоа. И практично ги држевме in the loop и малце по малце се случуваа стварите.
Супер совет. Особено за оние кои што се на почетокот и мислат дека одма само им требаат финанси за да го почнат, видиш што можеш да направиш на почетокот за да покажеш некој traction и да донесеш луѓе кои што можеби се првите корисници и ти дадат фидбек за понатаму како да ја докреираш платформата, продуктот, услугата која што имаш. Го забораваме тоа, никогаш многу сакаме да се посветиме да го направиме идеално нештото и забораваме никогаш и да слушнеме фидбек за да го направиме подобро. Да, тоа е добар совет. Во секој случај. Да, и фала ти што го сподели. Доаѓаме сега некако на крајот на нашиот разговор. Секоја епизода ние ја завршуваме со тоа што го поставуваме прашањето кое што е поставено од нашиот претходен гостин на подкастот. Претходниот гостин ни беше Мати Барбера, така што тој има свој стартап кој што е School in One, кој што е во Латинска Америка и моментално се шири и во САД. Зборувавме на тие теми. Неговото прашање беше и он не замоли ако може да одговори следниот говорник на англиски, за да може и он да го слушне одговорот. Okay. Да. Неговото прашање беше, може и да го поставам на англиски, за да биде полесно. His question was to explain the why behind your business and everything that you do. What is your purpose? The why. Simon Sinek started with the why. So the reason why we started doing this was because of the small guys. Because what we observed that on the crypto market, the small guys get slashed and they typically invest near the top, lose 70-80%. And those who know what they are doing, they typically make really nice returns. And we wanted to balance the scales and to allow the small guy to invest like those professional guys in an automated way. That's why we started all this. What we observed throughout the time was that people still prefer human contact, and that's why we incorporated this component of financial advisors. So that you don't need to do everything on your own, but you have some professional who can help you manage your portfolio. Супер, thank you за одговорот. Сите азицки денес во овој микс. За крај останува простор за твое прашање. Што би поставил ти до следниот гостин, кој што исто така е основач на некоја компанија? Може би нешто што лично секој си се прашувал, ова би сакал да го прашам некој фаундер, или може нешто во последно време што ти се вовело во прашање? Може би што е некоја книга, курс или подкаст што Еп10 му помогнало во неговиот entrepreneurial journey. Супер. Баш ме интересира и ние да слушнеме што ќе бидат, за да споделиме и со другите. Верувам дека ќе им користи. Уште едно нешто само за крај, што е можеби во една реченица порака што сакаш да испратиш до сите кои што започнуваат моментално нивен бизнис и се на почетокот. Нешто што треба да го знаат, што мислиш дека ти го слушаше малку поскоро, ќе ти беше полесно. Океј. Прво да не се плашат, дека тие што се поискусни и поуспешни стартап фаундери не се некои вонземјани, значи тоа се нормални луѓе исто како и нив. Многу е scary тој првиот чекор, али после кога ќе влезеш во тоа, бутна си во тоа и немаш каде друго, значи мораш да успееш. Еден совет што го добив исто интересен беше твојот стартап е како твоето бебе и you will not allow your child to die. И буквално ќе направиш што и да е, само да успее. Значи, имаше толку моменти кај што имаш runway многу кратко време и можеш да направиш некои чекори за да продолжи стартапот. Друго, да користат целиот support систем што можат. Значи има сега стварно и во Македонија, и во Србија, и во регионот многу стартап организации што помагаат на фаундери, многу акцелераторски, инкубаторски програми и така понатаму, да ја земат целта помош што можат. И што уште?
И да излезат надвор, да прошетат покрај Вардар и Дунав. Тоа ќе можат. Па да, дефинитивно да пазат на менталното здравје, дека стартап journey на почеток е доста lonely journey и дефинитивно да најдат некој добар кофаундер, дека доста е стресно и ти треба некогаш да споделиш со некои проблеми, да заедно некогаш два мозоци можат поише да подобро да размислуваат него еден, така да ете, тоа би биле некои ствари. Ти благодарам многу. Мислам дека доста важни работи. Спомена. Таман, можеш сега свој стартап да почнеш. После ова мислам дека дефинитивно малку посериозно ќе подразмислам. Фала ти премногу за одвоеното време. Она што не го знаат од нашите гледачи е дека ние вчера го договоривме нашето снимање за денес и сакам особено да му се заблагодарам на Никола Буевски и Native Team што не поврза. Мислам дека тоа е многу важно, бидејќи тоа кажува многу за нашата заедница и како преку еден контакт или еден мејл и неколку пораки на WhatsApp понатаму се гледаме тука на снимање. Поздрав за Никола. Да, поздрав за Никола. Фала ти многу што за одвоеното време. Ти посакам убав помен во Италија да одморите и да уживате во скијањето. Наш колега неудобно се врати од таму, кажа дека супер помина, така што верувам дека и вие ќе си поминете супер. Супер, фала многу и за повик и за пријатен разговор. Нема нешто, баш ми беше драго. За крај ќе ви се обратам вас сите гледачи кои што останавте до крај, се надевам дека научивте нешто повеќе за Вели, нешто повеќе за како функционира се во криптосветот. Со ова завршуваме нашата епизода. Ви се заблагодарувам многу за вашето внимание. Следете на социјалните мрежи и претплатете се на каналот на Стартап Клуб Скопје и кликнете го звончето за да добивате нотификации за следните видеа и подкасти што ќе ги постираме на нашиот YouTube канал. И не заборавајте да следите на другите социјални мрежи, бидејќи секојдневно објавуваме што се случува во инкубаторската програма и кои се најновите проекти во Стартап Клуб Скопје. Јас ве поздравувам и се гледаме во следната епизода.